Ние во опозиција поминавме 8 години, не го сменивме Мицковски, за да дојде на крај на власт. И сега кога имаш состојба во која ги гледаш погрешните политики, тебе те прогласуваат за предавник. Зарем ќе дозволам мојата татковина да потоне? Тоа е политичката борба, е борба на политички идеи и ставови. И јас, тие што кажуваат дека јас борувам против Македонија, сакам да ми објаснат во кој аспект јас против Македонија настапив. Каде јас го навредив македонскиот народ, македонската нација, македонскиот јазик, се она што представува дел од мене. А од друга страна, нема дел. Луѓето се навикнуваат во Македонија да има само коментари, да има наратив, да се зборува. Дали е одбрана на македонскиот идентитет ако ја вас ве навредам? Тоа е мој пораз. Луѓето во Македонија не разбираат што значи Европа. Еднаш мислам кај вас го зборувавме тоа на подкаст со конкретен пример. Колку луѓе од Бугарија купија имот во Кавала? Посебно откако се симна Шенгенот, па сега и во еврозона е Бугарија. Илјадници луѓе, така? Така е. Нешто за што пред 100 години војни се водеа. Денеска немаме граница. Како тоа да го разбере македонскиот народ? Како да му се објасни на македонскиот народ дека нема да седи на Деве Баир, на Ѓуешево, нема да седи на Делчево, нема да седи на Ново село со саати за да влезе некаде. Нема да седи на Гевгелија за да отиде до Солун со часови да седи и да чека да го некој пушти преку граница, туку поминува најнормално. Како да му се објасни тоа? Како да му се објасни некому дека тогаш нема да има прашање за Ому Инлинден, нема да постои прашање, бидејќи Европа на региони ќе подразбира дека ќе има нормални релации со луѓето. Нити со виножито во Грција. Нема да постојат такви прашања. Како да се објасни дека тогаш ќе отидеш и во Бугарија, ќе купиш имот и никој нема да ти постави прашање дали си български државјанин или не си? Така е. Така е. Няма да има граница. Ето, веќе се случва при нас, в Шенген като сме. Точно административна граница е тоа. Тоа е административна граница. Тоа е. И често пати сакам да ги подсетам македонските граѓани, посебно македонците, кои имаат понекогаш и југоносталгични визии по тоа прашање. Ајде, сетете се, пошто се сеќавате нели на некој убав живот од тој период, да не навлегуваме во детали сега да објаснуваме како функционираше таа СФРЈ. Сетете се дека можеше да патувате од Македонија до Словенија без граници. Сега, колку граници ви треба да поминете? Ве ставаат на скенери, на рентген и на сликање, утре визи ке ни воведат и така натаму. Транспортерите имаат проблем? Имаат. Тоа е тоа што ќе го даде Европска Унија. Вие денеска тргнете од Атина и стигнете во Осло без граница. Никаде не застанувате. Иван од Синсинати ми вика: Егејска и Пиринска Македонија веќе имат исти пари. Прв пат од 1912. Точно. А Вардарска ја нема. Значи, когато нешто се каже од Българија или од нас като подкаст, нали, јас сам в Българија, българин сам, тракийски българин, когато се каже од нас, на нашиот подкаст, ние сме великобугарски шовинисти или ултранационалисти. Дори ако аз апсолутно признавам и почитам македонската идентичност и правото на самоопределење на всеки човек. И нямам никакви проблеми с това. Обаче ставам ултранационалист. Защо? Защото викам, това, което го казахте и вие. Значи, ако аз съм български ултранационалист, вие сте предавник, а няма да се очудя, ако ви изкарат и платеник. Но
Ето, говорихте вие за извештајот, последниот извештај на Европскиот парламент. И там беше пишано дека Македонија е под влијанието на српски свет. И това си е нешто което в Европската унија депутатите са прифатили да го гласат. И го има в извештајот. В Македонија господин Зоран Димитровски, тој е заместник министар, истопартијци сте веројатно. Не сме. Тој е кај Павле Трајанов во Демократски сојуз. Не знаеме. Ама се познаваме, Жоро го викаат на надимек, така да поранешен новинар. Точно. Значи господин Димитровски вика дека Македонија во српски свет било бугарска измислица. По тоа вика, вие ето викате има југоносталгија во Македонија. Меѓу другото, тоа не е само в Македонија, има и в други земји на бивша Југославија, дури ако штете генерационен проблем. Генерацијата, генерацијски проблем. Согласен сум со вас. Да, има го и това. Многу пати някои кратки моментни економски проблеми исто може да го будят това. И всеки се вика, имаше там едно златно време. Но когато това нещо го каже човек от Македонија, българска измислица. Ето професор Драги Георгиев вика, бугарските медиуми имат таква задача да креират таков амбиент. Бугарската јавност да мисли дека во Македонија има југоносталгија. Аз сум българин, гледам бугарски медиуми, не сум видел многу да се зборува за југоносталгија в Македонија. Практички не. Но ако има навистина југоносталгија, което истражувањето показва дека има, и во Бугарија има соцносталгија, ама когато в Българија има соцносталгија, ние се викаме да, така е, има ја. Когато се каже в Македонија има соцносталгија, не, това е бугарска измислица. Значи, зашто се нешто което трябва да бъде негативно или така се префашта, е бугарска измислица. И југоносталгијата е факт, и српскиот свет во Македонија е факт. Кој празнува, кој слави Кајмак Чалан? Това е, не знам какъв патриот може да бъде човек да слави битка на Брегалница и Кајмак Чалан в Македонија. Обаче, когато го кажем от Българија, ние сме лоши. Когато го кажете вие в Македонија, вие сте предавник. Георги, јас се согласувам со вас за констатацијата, затоа што имаме една многу јасна состојба. Креирањето на јавната позиција во Македонија, на јавното мислење, на наративот, кога вие постојано низ разни облици на медиумска кампања ќе зборувате против Бугарија, ќе пласирате постови на социјални мрежи во кои ќе се истура отров, ќе има навреди и од една и од друга страна, бидејќи Бугарија не е имуна на такви луѓе. И тоа се понекогаш и платени луѓе. Јас често пати знам да отворам профили да видам кој чие и гледам дека се тоа ботови, нема ништо сериозно таму. Луѓе кои ништо не оставиле зад себе, освен онаа што го изеле претходно. Многу е јасно како се креира тој менталитет.